стекана во срце. Отвори ми ги очиве, да те гледам најаве. Отвори ми ги ушите, да те чујам, Исусе. Добро утро, татко мој, чедо Божјо, син сум твој. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Победи ме, Исусе, со тебе можам да направам се, со тебе можам да... Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Мир вам, Татко наш, кој си на небесата. Да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце. Лебот наш насушен дај ни го и денес и простини ги долговите наши. Имаме ли ние долгови кон Исус Христос? Немаме, јас не. И простини ги како што ние им ги простуваме. Им ги простуваме ли ние? Простувате ли вие? Осудувате ли? Сами ли носите суд? Тој вели, кој си ти што осудуваш тук слуга? Ни пишал некој сотрудник, ајде да го наречам сотрудник, бидејќи заветите, проповедите, песните, исцелувањата, сведоштвата, молитвите, песни со славење, сето тоа оди на свекинг на интернет, на телевизии, на радија, Радио Свети Дух, Space Radio, 2 радија во Австралија, од време на време телевизија Сонце, YouTube каналот, и се закачуваат некои христијани. Те еден ми посочил, например, јас се радувам што тие ги поттикнуваат. Знаете, кој си ти што осудуваш тук слуга? Нели? Да сум проповедал за Светиот Дух, да видел он дали јас имам 7-9 дарови на Духот ги имам. Те сакам, Господи Исусе Христе. И луѓето мислат дека тоа е некоја посебна состојба каде што ти добиваш моќ да исцелуваш, да бидеш над другите луѓе. Сосема спротивен е моментот. Ти треба да бидеш понизен и имаш моќ, сила, власт, љубов, благослов, богатство од рогот на изобилието, нели? Во Исус да издржиш се. Како да му објасниш на човек кој не разбира? И ти тогаш не му одговараш или му викаш Исус да ти намножи. Друг ми напишал, демек, цела што ќе се случува, како ќе дојде Исус, како тоа, да сум го читал Даниел заедно со сопругата. Ово го спомнувам како интересно, тие мислат дека со само проучување можеш да дојдеш до Исус. Па нели вели ги проучувате писмата? Мислите ќе ви дадат живот вечен, а не доаѓате кај мене. Проблемот е како да дојдеш кај него. Да видам дека ти си дошол кај него, ние ќе бевме во исти дух. Ќе знаевме дека црквата е на Исус, не може да има поделени земни цркви. Со телесно читање кој се преповторува, со правила внатре. Кај што е Светиот Дух, правилата тој ги одредува, ветрот дува каде што сака. Не можеш ли со правила по 400 години, по 2000 години канони да ми зборуваш за христијанство. Тоа е религија, тоа е режим на некоја, како да речеме, направена догматика и се прославува еден ден кој е празна слава, празнословие, празна слава, бидејќи ти не го прославуваш секој ден Исус, за да го славиш еден ден. Исус се слави секој ден. Ние денеска е голем четврток, тика. Нема никаков четврток, нема голем. Постоиш ти и Исус. Каде си ти, каде е Исус? Што правиш ти за Исус? Дали работиш за Царството Божјо? Или си живееш, ти па ти текнува еднашка, 2 пати годишно?
и некогаш кога ти се погоди нешто да кажеш. Но тоа е во рамките на скромноста, на умереноста. Ние зборуваме за светло на свекник, за вистинско живење во Исус. Живееме ли, умираме ли, Христови сме. Дали ти се срамиш од Исус Христос? Дали си со откриена глава и сите знаат дека главата е Исус? Духот те води, Духот те роди, Духот те исцелува. Да сум го читал Даниел, па ако разберам, но се сомнева дека ќе разберам. И гледам дека од некои од тие другите заедници, кои се после Лутер, излезени лутерани, ами не заборавајте дека по Богомил со тајфата го напушти првен Македонија, побегна во Србија, во Босна, во Хрватска, во Словенија и од него се повлијаени Шекспир, Данте, Алигиери, пејки ги сонетите, он ги пееше псалмите од град во град со Библијата со еден стап. Видете, почетната намера е добра, кога ќе се претвори во учење, се обидува да се стави некаков ред, како да се каже, на учење, кое е доминантно со човекот што го води, ти правиш веќе идолопоклонство и почнуваш да се поклонуваш на ликот на цверот и духот сопира. Принцип, правило. Тебе ти е потребно и нужно исцелување. Принцип, правило на исцелување. И дали поставам ја некои денови одредници? Па еднаш неделно по молитва, еднаш неделно поставам да му благодарам на Господ Исус Христос, што сум жив, што сум здрав, што не сум зависен од храна, што сум му предал се што ме учи, води, што ме крепи, што ме држи. Правило, систем за исцелување. Како да се исцелам? Зошто? Ми заошчил. Зошто да се исцелам? Кога ќе се исцелам? Оти не се исцелувам. Не сакам да бидам болен. Па добро, застани пред Исус и викај, Исусе, сине Давидов. Но мораш да викаш со сето срце, со сета душа, со сиот ум, па тогаш ќе ти го прати Филип, ако не се појави самиот тој, за да можеш да паднеш пред него во духот на колена. Така да тие пишуваат разни работи, горди, фарисеи, садукеи, седнати на Мојсеевиот стол, говорат, а не извршуваат, немаат сила да извршат љубовта затоа што се во Египет или се во пустината. Изборуваат тоа што го зборуваат, тоа ќе го добијат, тие се бесилни. И прашање на момент кога ќе се разбегаат при првиот проблем. Не сакам да бидам болен, сакам да сум здрав. Нормално, за да можеш да си исцелен, треба да примиш сила. Сила треба да примиш. Исус треба да го примиш, Духот да го примиш, да примиш ослободување, да примиш љубов, да го примиш Исус и Отецот, Таткото Небесен во твоето срце. Слава ти, Господ Исусе Христе. Да не бидеш веќе сам со духот на овој свет, паднат свет, во духовно заедништво со Господ Исус Христос. Тоа е целата суштина, кому му припаѓа мојата душа. Кому му припаѓа твојата душа, на себе самиот, кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Кој ќе ја загуби душата, му ја даваш на Исус, му ја враќаш, ќе ја зачува. Дали му ја предаде на Господ Исус Христос? Те сакам, Господ Исусе Христе, душата, или ја чуваш само за себе? Значи богатиот наполни амбарите и вели: душо моја, сега уживај, и Отецот утреден му ја зема душата. Кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Ти ја чуваш за себе си, ја оставаш во сатанска природа, не и дозволуваш духовно да се облагороди, да го измиеш срцето од сета нељубов што е во тебе, да примиш чисто срце, право срце, кој ќе ја загуби душата своја, ќе ја сочува во едно тело и дух со Господ Исус Христос и Отецот на љубовта. Како? Значи да го добиеш целиот свет, а да и напакостиш на својата душа. Кога некој близок околу вас не ве прима, не ќе да слуша за Исус, но не ве пушта кај Господ Исус Христос,
Тој сака да ви ја открадне душата од Исус. Тој е сатански крадец на души. Тоа е целата суштина. Ти забранува да доаѓаш. Пазете. Забранува на член на семејството да доаѓа од црква. А го пушта во светот кај што владее блудство, дрога, криминал, перверзија, најразличен тип на сатанска агресија и злостарство. Сексуални односи со деца, го пушташ во тој свет, а не го пушташ во црква кај Исус Христос. Да се изгони демон и демонско-сатанска сила е можно. Можно е ако немаш комплетна сила. Ако си во еден дух со Отецот, да, но може некогаш да се погоди, но тој само излегува, а за да примиш трајно исцелување мораш да застанеш пред Исус, да му предадеш се. Значи, потоа човекот што е во потреба треба да се исполни со Дух Свети, да се исполни со Исус и Отецот. Инаку демоните ќе се вратат за да го задржи исцелувањето. Да го задржиш исцелувањето. Само во Исус е трајно исцелување. Луѓето привремено те исцелуваат, ништо не се решава, не е одстранета причината, тој само последицата ја враќа и ја изгонува. Инаку демоните ќе се вратат во поголем број. Тие се духовни паразити, духовни ти ја крадат силата, ти ја крадат љубовта и времето за милост. Слава ти Господе, слободната волја ти ја крадат, правото на избор, те врзуваат со смртта, со гревот, да си го правиш тоа, да си го сакаш гревот, да си ја сакаш старата природа, да си ја сакаш душата своја. Пазете, те врзуваат за смрт. Еве стихови: пораката е близу до тебе, синко. Таа е на твоите усни, во твоето срце. Ова е учењето за верата што ние ја проповедаме, Римјаните 10:8. Близко е пораката, само треба да посакаш, да го отвориш срцето, да бараш одговор. Он го проповеда, оживува во дух. Он проповеда, оживува во дух во нас кон светот. Зборот го оживува, живо слово, дух и вистина. Порака, зборот замени го со лекот. Лекот е близу до тебе. Во нас спасот. Исус е лекарот и лекарството. Учител со својата уста. Пазете, со својата уста, ако го признаваш Исус за Господ, со устата, но не само со тоа, а во срцето веруваш, во срцето живееш со Него во еден дух, дека Отецот го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Ќе бидеш спасен, исцелен, роден, крстен, обучен, научен. 10:9 Римјаните. Пазете сега, длабоко во себе веруваш. Веруваш ли ти или не веруваш? Верува, ама не му се случува ништо. Па не веруваш некаде не си направил нешто. Мораш да застанеш. Имаме наједноставната приказна: блудниот син доаѓа и таткото паѓа на колена, татко погреши пред тебе и пред небото. Наједноставната. Но тоа е вистински момент. А имаш ти друг момент. Ти не го правиш тоа. Не си го направил само во умот. Ти треба сега да исчекориш, ти се наоѓаш во Египет, да дојдеш низ пустината, да влезеш во Израел, да се поклониш таму, да го читаш на глас словото, да бараш одговори, да признаеш дека не знаеш, ќе ти испрати ангел Филип ќе ти зборува, ти ќе го прифатиш Исус, ќе почнеш да разбираш што значи тоа практично и ќе се прашаш што ме спречува да се крстам. Признаваш дека не можеш сам, некој треба да ти покаже. Го разбираш ли тоа што го читаш? А ти мислиш дека го разбираш веднаш. Ако срцето ти е право, нема ништо да те спречи да примиш сила. Името Исусово е спасение, да го повикаш со сето срце, душа и ум. Стихот вели: единствениот Господ што постои за сите, тој е дарежлив према сите што бараат помош од Него. Дарежлив е. Дали вистински бараш помош од Него? Римјаните 10:12. Дали од срце бараш помош? Со сето срце, со сета душа. И понатаму вели: секој што ќе му се обрати на Господ ќе биде спасен. Вистински треба да ги бараш одговорите. Долго време барав одговори на повеќе прашања, додека дојдов до ова.
Зошто има смрт? Зошто морам да спием, да јадам? Зошто луѓето се лоши? Како да се бранам од овој свет? Како да се бранам? Што да направам за Тебе, Господи Исусе Христе? И потоа дури, ока ќе го исправиш срцето, примаш сила. Секој што ќе му се обрати на Господ ќе биде спасен, кој ќе повика, но некој прекасно повикува само со устата, со срцето не верува. Друг препев вели, бидејќи секој кој ќе го повика името Господово ќе биде спасен. 10:13, некој секој кој ќе го повика името Исусово и ќе се крсти. Да се прекрстиш, да го оставиш тој стар човек. Тука е целиот проблем. Тие го сваќаат само имитативно. Јадат лепи вино, пијат вино, вода, рипаат, вапцаат, скокаат, декламираат, мандрагонизираат. Армакедонските слави зафатија, второто пришествие на Исус Христос. Секој кој ќе го повика името Господово ќе биде спасен. 10:13. Спасен, земен, замени го со исцелен. Ќе биде исцелен, ослободен, искапан во дух и вистина. Но сите не ја прифатија и не ја прифаќаат радосната вест. 10:16. Евангелието сите не го послушаа. Го слуша, вели, знам тоа што се е. И ти знаеш, што знаеш, дека по извесен период ќе ослабе телото, ќе ти сопре срцето, ќе паднеш во земја и ќе се распаднеш ти. Но што се случува со твојата душа, со духот кој ти е вдахнат? Ете, тоа е целата суштина. Тоа продолжува. Каде ќе одиш понатаму? Не сакаат да слушнат, да му бидат послушни на Господ Исус Христос. Си се слуша сами од себе, слуша земни учители, да бидеш послушен кон Исус и Словото, да постапуваш по Словото. Во 16 стих се вели, зашто Исаија вели, Господи, кој поверува во она што го проповедавме 10:16 римјаните. Кој поверува? Мало стадо. Зашто проповедаме, сведочиме, живееме, ние сме светло на свекник. Друг препевели, Господе, има ли некој што верува? Има ли некој што верува во пораката што ја проповедаме? И тие сега ќе направат тоа, сите адети. Јајца, вапцања, литургии, пости, причести и се враќаат на стариот живот еднаш годишно. А Исус не живее вистински во нивното срце и сето тоа не те прави христијанин. Не мора да не вапцаш јајца, да не одиш таму ако одат твоите роднини. Оди и зборувај им дека Исус значи малку повеќе да се потрудиш. Господе, има ли некој што верува во пораката што ја проповедаме? И понатаму одиме, верата доаѓа преку слушање, послушност, покорно следбеништво, слушање на радосната вест за Исус Христос. 10:17 во дух. Проповедник треба да е во дух, не во канони, не во правила, не учен од земни библиски школи, од телесни доктрини, од учење на луѓе. Друг препев вели, зашто верата доаѓа од слушање на пораката, а пораката од Божјото Слово. 10:17. Послушен си ти. Па вели ли таму дека единствен закон, единствено нешто што должиме е да се љубиме меѓу себе? Па дали ги љубиш сите? И ти самиот признаваш дека не. Ти треба сила. Како да примиш сила? Па барај од Исус. Предај му се, мораш да оставиш се. Не можеш да седиш во Египет и да бараш од Исус. Мораш да преминеш во Израел. Прашањето е, зарем израелците не чуле? 10:11. Замени го зборот со христијаните. Не чуле христијаните? Па да, ама не знаев јас тоа. Израелци прва заедница. Друг препев вели, зар Израел не разбра? Во 21 стих, зар православните не разбираат? Зар католиците не знаат? Зар протестантите не знаат дека црквата е на Исус Христос? Зошто сте се поделиле и си раскажувате телесни приказни? Во 21 стих вели, постојано ги подава в рацете своји. Таткото збори, кон народ непослушен не слуша и бунтовен протестант протестира. Друг препев ги нарекува, по цел ден ги ширев рацете кон вас непослушни и наетливи народи. 10:21. Ама тебе што ти е гајле, ти си спасен еднаш за секогаш. И сега овде си густираш, си кулираш, си уживаш, си живееш без да те интересира.
Дали си ти светло на свекник? Дали имаш служба? Дали се гледа, се материализира Светиот Дух? Затоа и денес тие се борат и најатлив народ и плаќаат, учат од страданија. Учиш со страдања. Слава ти, Господи Исусе Христе. Не сакаат со срцето да разберат, да се покајат, покорат, послушни, да бидат исцелени во свет целив со Господ Исус Христос. Така да ми пишуваат разни, знаете, кога е нешто на свекник, тие го проверуваат, да ми кажат како треба, според нивните земни учења, за Духот Свети да проповедам. Па Духот проповеда, јас што да проповедам за Духот? Тој зборува, јас не зборувам. Првим, тоа е тешко да го разбере телесен христијанин, поучен во земна црква, мисли дека е спасен, исцелен, капен, не знам што, а живее во бесилие и во пораз. Тоа значи живее без љубов, немаш доволно љубов, живее без Исус и нема такво христијанство. Ако некој го нема Духот Свети, не е христијанин. Вториот ми кажува да го проучувам јас со сопругата. Видите, погрешен начин, тоа е онако проучувате писмото, за да дознам како ќе биде редоследот на настаните, да се молиме за властите, да се молиме да се скратат дните на страдание, секако се молиме, но се сомнева дека ќе разберам. Точно е. Сам не можам да разберам, но познавам еден, значи како мало дете, со небесниот татко, кој ќе ме погали по главата, ме фаќа за рака и ме носи таму во духовното учење и ми го дава, например, тоа што треба да го зборуваме ова. Не зборувам јас од себе. И ако ти, например, не го разбираш тоа, ти го критикуваш Духот Свети, тогаш го критикуваш самиот Татко Небесен и Господ Исус Христос, но ако против Духот грешиш, не се простува ни на овој ни на оној свет. Ти ќе мора да отплакаш со страдања, да поминуваш ни состојби што самиот си ги правил. Сигурно си го разбрал тој закон, ако не го знаеш, што правиш, тоа ќе ти се прави. Во живење без Исус, без разлика што ти мислиш дека си во Исус и правиш разни обреди, цитираш, дали јадеш лепи вино или вртиш околу црквата или вапцаш јајца, печеш јагниња, јадеш граф, рипаш во реката, а вие другите таму влегувате, се потопувате и мислите дека Духот слегува од водата. Зборува за жива вода, дејство кое не сопира, завети, проповеди, песни на славење, песни излејани од небесната музикотека на хорот на ангелите, исцелувања, светло на свекник, сведоштва. Те сакам, Господи Исусе Христе, слава ти, Исусе. Тоа е сила на љубовта која се гледа, тоа е светлина на светот, тоа е жива вода, тоа е Духот. Не е Духот да се занесуваш, да зборуваш јазици, да полагаш раце и од време на време ќе се направи некаков ефект, па и во другите цркви, деноминации се случува, од време на време, и тука секогаш е прашањето дали почетната и крајната точка на исцелувањето, да се исцелиш, нели, кога, како, зошто, оти сакам, не сакам, е Исус. Ако не е Исус, нешто не е во ред. Ако ти, например, пееш за некоја жена која го родила, а тоа е пресликано од Дион, светиот град на македонците, фреските, македонските цркви, вапцањето јајца е од критско-микенската култура. Ако вие 400 години повторувате што учел Мартин Лутер, нема никакво придвижување, потоа ќе се појави уште некој, па од Дерек Принс се прави делопоклонство, сега се учат неговите. Тие се излевале во даден момент, за да покаже дека Духот е жив, дека треба така да живееме, по Духот, а не по телото. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мене секој ден ми е ден за Исус, секој ден, секој миг, секој час, живеам, работам, се движам. Живеам во тоа единство и заедништво на вечната љубов, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секогаш Исус. Брате и пријателе, те мачи нешто, осамен си, сам си, гледаш дека светот нема правда, дека нема љубов. Повикај, повикај, падни на колена. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. И не отстапувај. Исус сигурно ќе дојде. Те сакам, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. Од земјата до небесата, Царството Божјо да биде
во нашите срца, дојди и прослави се во мене, Господи Исусе Христе. Амин. Издржам се, со Тебе можам да победам се, поведи ме, Исусе. Добро утро, татко мој, ме измиваш во духот Твој, ми го чистиш срцево, да се вселиш во него. Добро утро, Исусе, и денес врвам по Тебе, за секогаш во срцево, во Царство Божјо небесно. Со Тебе можам да направам се, со Тебе